По овој преглед на вестите го продолжуваме и вториот дел од отворената денешна програма на Канал 5 телевизија. Посветуваме минути, скоро 1 час на нашето здравје, конкретно зборувајќи за проблемите со желудникот, односно чир на желудник, што всушност представува, кои се симптомите, клиничката манифестација, причините и факторите кои што доведуваат до чир на желудник, каков е третманот, лекувањето и сето она што е важно и треба да го знаеме токму за овој здравствен проблем. На оваа тема денеска разговараме со доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата и поздрав за сите гледачи на вашата емисија. Така. Преку вашите совети и препораки верувам дека на многумина ќе им помогнеме, ако досега не го побарале решението за својот проблем, а го имаат проблемот со желудникот или барем од она што ќе ни го кажете да препознаат што во моментот имаат како проблем. Многобројни се проблемите со желудникот, кои ќе речеме најчести заболување на желудникот, но ние денеска посветуваме внимание на чирот на желудник. Симптомите, факторите, причините слични ли се кај речиси и сите овие проблеми кои што би можеле да се јават? Па да, во основа тоа е тоа. Чирот на желудник познат во народот, уште во медицината познат како улкусна пептична болест. Тоа е состојба каде што имаме оштетување на слузницата на горен дел на дигестивен тракт, тоа значи завршниот дел на хранопроводот, желудникот и почетниот дел на 12-палачното црево се јава како последица на нарушување на таа рамнотежа помеѓу агресивните фактори како што се пепсинот и желудочната киселина и одбрамбените фактори, тоа се интегритетот на самата слузница на овој дел од дигестивниот тракт. Инаку самите укусна болест всушност представува оштетување на слузница кое што може да биде со различна длабочина, почувајќи од поплитки оштетувања, наречени ерозии, па се до подлабоки кои што задираат во подлабоките слоеви мускулни и се нарекуваат улцерации. Може да бидат поединечни, солитарни или мултипни, распоредени во желудникот истовремено поредко на двете места и во 12-палачното црево и тоа прилика. И секогаш велиме не интересира што е тоа што го предизвикува таквата состојба, причините, факторите за оштетувањето на слузницата на желудникот, така и понатаму проблемите кои што може да се појават. Причините, значи се до 20 век, на крајот на 20 век, причините за укусната болест се сметале дека се околу поврзани со исхраната, потоа поврзани со стресната условно работа, се нарекувала на време и менаџерска болест, кај луѓе кои што се оптеретени со проблеми, да кажеме, секојдневни, повеќе проблеми, потоа јадењето на несоодветна исхрана, зачинета храна и слично. Се до 1982 година, кога за прв пат е изолирана од двајца австралијски научници изолирана бактерија наречена Campylobacter или Helicobacter pylori, што представува една грам негативна бактерија, присутна е во дигестивниот тракт кај 50% од вкупна популација, човечка популација, а нејзиното присуство предизвикува, значи во 80% кај пациентите, односно кај луѓето кои што се населени со таа условна бактерија, немаат никакви симптоми. Тоа е едната работа. А во 20% од случаите се јавува појава на улкусна болест од било кој од овие облици кои што ви кажав и на крајот во 1 до 2% се смета дека е одговорна за појава на малигнитет во дигестивниот тракт. Значи Helicobacter pylori е виновникот за речиси сите и повеќето проблеми кои што ги имаме со желудникот. Значи самата бактерија е нешто што е присутно во секаде околу нас, се внесува преку загадена храна, вода, дури преку плювачката се внесува исто во дигестивниот тракт, навлегува во желудникот, 12-палачно црево, каде што во подлабоките слоеви, значи на епителот на слузницата на желудникот, каде што киселоста е намалена. Киселоста е намалена, она има својство да содржи ензими има продукција на ензими, како што се специфичен е уреаза, кој што уреата од околината претвара во амонијак и аглероден диоксид и дополнително ја намалува, односно разголемува pH средината на слузницата и ствара уште попогодни услови за своје размножување и колонизација. Со тоа индиректно, значи предизвикува оштетување на желудечниот, односно 12-палачен епителот,
кој што под дејство на овие фактори, агресивни фактори на околината, доведува до појава на ерозија, односно олкусна болест. Покрај оваа бактерија која што е причинител за болеста, најчести причинители е внесувањето неконтролирано или пак неконтролирано внесување на лекови, тоа се нестероидни и антиинфламаторни лекови, како што се аспиринот, диклофенакот и слично, кои што предизвикуваат да кажем, оштетуваат процесот на... Ама мора да се примаат како терапија, така? Како терапија, да, меѓутоа сепак под контрола и со известна заштита, затоа што се, рековме, второ место по причинители за предизвикување на Ако олкусна заедно болест. помагаат, од друга страна пак одмагаат и оштетуваат нешто друго. Да, така? и во групата на овие, да кажеме, фактори кои што се предизвикуваат на самата олкусна болест се уште нормално. Пушењето, внесување на алкохол, неадекватна исхрана, стресни ситуации, не само во работата, него и едноставно кај тешки пациенти кои што се со опекотини, со разни поголеми хируршки интервенции, особено неурохируршки и слично, може да доведат до појава на олкусна болест и компликации од самата болест. Така, како начин на манифестирање или симптомите кои што треба да ни укажат дека нешто не е во ред, нешто е проблематично, па треба да побараме лекарска помош, треба ли да се издржува болката подолго време или пак веднаш во првиот момент да се побара помош? Основен симптом на ова заболување, каде и да се јави во горниот дел на дигестивен тракт, е болка. Што кажавме, болката може да биде различно манифестирана во зависност од локализација. Доколку е на дистален дел на хранопровод, тогаш се јавува како болка како жарење, печење, позади стернумот, односно ретростернална болка. Доколку е во желудникот сместена проблематиката, тогаш имаме болка наутро, нагладно, која што и покрај земањето храна најчесто и не се смирува, меѓутоа се смирува со земање на лекови антациди. Оние лекови кои што ја неутрализираат киселината во самиот желудник и на крајот во 12-стопалачето црево, тоа е болка која што исто нагладно се јавува наутро, меѓутоа се смирува неколку часа после јадење, значи се намалува интензитетот на сама болка. Болката е со различите интензитети, од тапа болка до јака и оштра болка, доколку се јава некои од овие проблеми, условно речено, компликации. Пенетрација на укусот во околината може да биде локализирана и позади во грбот, за разлика од овој нормалниот, да кажеме, секојдневен наод, каде што е локализирана во горен дел на стомакот или епигастриум. Или пак може да биде нагла, оштра болка, како пробудување со нож, условно, кога имаме перфорација, односно продирање на укусот, не сите слоеви на зидот на желудникот и едноставно перфорација на тој орган. Така. Покрај болката се јавуваат и значи самата болка може да се јават и други симптоми, како што се појава на подригнување, надуеност во горниот дел на стомакот, што се значи за една диспепсија како последица на лоша дигестија на храната, потоа губиток на апетит заради болката, губиток на тежина и слични симптоми кои што би може да се. Но и покрај овие симптоми, начинот на манифестирање и проблемот кој што го прават нели на човека. Секогаш е болка. Некогаш така да некој го издржува тоа, па ќе се смири по известно време, па не презема ништо. Во принцип да, луѓето може ли со таква болка и со таков начин на манифестирање долго време да се издржува, да се живее? Па не може, затоа што обичаи после известен временски период луѓето се јавуваат за да се почне некакво испитување, затоа што тоа е нешто што создава дискомфорт во секојдневен живот и обавување на своји активности, каде што светот не трпи веќе чекање. Така, да. Да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања токму за оваа тема за која што разговараме и проблемот доколку го имаат. Добар ден, повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Да, веќе сте во програма вклучени, повелете. Ало, се јавувам од Скопје. Се јавуваме од Скопје. Така. Имаме болки. Да, ало, имаме проблеми во желудникот. Ме боли без сега на лекар, ме снима гастросемни травија, ми рекоа кила. И сега на секое јадење ме боли, не можам навечер ни да јадам, секое јадење ме боли, те го осеќам ждригање, морам апче да се напијам, не можам ништо друго да го смирам, дори грбот ме боли.
Ако може докторот нешто ми помогне да ми... Што би можело да се направи понатаму? Доволно ли е ова како нешто што до сега е направено? Меѓутоа, пошто е веќе направена Да. гастроскопија, се работи за хијатална хернија. Значи, дел од желудникот е, да кажеме, не се наоѓа на место каде што му е местото во абдоменална шуплина, него е качен најверојатно во градната шуплина. Тоа кога постои слабост на отворот на диафрагма, низ кој што поминува хранопроводот према желудник, така да може да настане дислокација на желудникот. Идејата е дека во тој случај кардија, односно спојот, мускулот кој што се наоѓа на спој помеѓу хранопровод и желудникот е нефункционален и доаѓа до враќање на желудачна содржина, односно во хранопровод и се јавуваат сите тие жгаравица, подригнување. Оно што навечер го чувствува како потешкот. Идејата е дека прво се земаат лекови, односно што е припишано зависи, најчесто е инхибитор на протонска пумпа за да се намали секреција желудеча и да се спречи тоа враќање на содржина нагоре. Потоа диететски режим е да се јаде почесто помалку, после јадење да пациентот биде во некоја положба полуседната, не легната, со цел да се спречи враќањето на храната према нагоре. И последната работа е што треба да се направи е доколку се појават проблеми кои што се неиздржливи, советување за можда евентуално хируршко лекување во зависност од големината на хернија, си има параметри по кои што е, тоа е веќе склоп на хирургија. Така. И дополнителни некои веројатно испитувања и исследувања кои што треба да се направат и се следи. Претпоставувам дека состојбата кај гледачката која што се јави се следи. Се следи. Така да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало? Ве слушаме. Добар ден. Поздрав до вас, поздрав до доктора. Ало, ме слушате? Ве слушаме, да. Сакам да го прашам доктора нешто да ми каже дали тоа е вистина или јас се занесам. Јас ме болеше желудецот пред 5-6 години, така, во претав се наоѓав на одмор. И са бајде да доручам како ќе каснам залог, како што го знам, така ќе ме свитка. Ќе се напие вода, пак така. Не е битно, ми се јави, ќе ме затворе и беге. И дојдам на испитување и ми става, бев во 8 септември и како се викаше тоа, Гастроскопија. И ми најдоа гастритис и хелиобактери. И пак пиев така терапија, пиев пак, имав пак болки, имав и докторката, доктор еднаш го прашав до кога да пијам ланзул, пиев и уште не знам, че дојка си жив. И докторката ода му викам, пиши ми, му викам ланзул. Ми вика, ја не ти дам. Зошто? Така рече. Ме кажи жити се, му викам. И ми каже, вика, ако пиеш ланзул, го трга, желудецот настран не му дава и вика, ќе ти си шокер. И добро, и терав така. После, да ви кажам, еден лек за доктора да каже дали е вистина. Ми кажа, јас еве сега одам 2 вреќи пипер земам, 1 вреќа љут. Љуто, еве 4-5 години јадам ни желудец нема. Земав од живи полжави. Ќе осеќам, ќе ги измијам све едно друго, на сабајле само гладен, значи во 7 сат, после тоа 3 сати да не јадиш и горниот дел. Ќе осечиш и со джекелачи ќе изваиш тоа, ќе осечиш и ќе оготниш. Штом желудецот бара јадење, нема ни да поврати ништо. 2 денес, 2 утре, 3 дена по 2. Еве да не чукна ми доктор да ми објасни што е тоа, дали лигата направила некој заштита тамо на тоа, не знам. Ви благодарам. А како сега ви е добра состојбата, сакате да кажете го немате проблема? 5 години да ви кажам, и на плажа се наоѓам во Петар, му кажував, после другата година се на Алаудат вика, Господ здравје, нешто ни кажа. Дали е тоа вистина, што е, не знам. Добро, ви благодариме. Може да треба да се патентира со време. Како и да е, дефинитивно се работи за гастрит, значи или укусна болест, да кажеме, која што е локализирана на ниво на желудник и која што е третирана, лекувана како што си е по сите протоколи. Така киселините, така гастрит или киселини, така би гастрит можело? тоа е воспаление на слузницата, која што може да биде со различен степен, може ерозивен, постојат повеќе видови, меѓутоа лекувањето е во принцип прво се лекува
условно речено симптоматски, потоа ако е најдена хеликобактера, е веројатно најдена како што разбрав, Да, рече гледачот дека и антибиотска хеликобактер, терапија, значи тројна терапија, која што се лекува една недела и понатаму се третира чисто оној останатиот дел, се прави контрола, повторно се зима да се види дали е присутна самата бактерија хеликобактер и се повторува по потреба лекот. Кај хеликобактер ерадикациона терапија се во 60 до 70% после третирање веќе немаме присуство на истата бактерија во организмот, меѓутоа кај 10 до 20% постои можност да укусната болест се повтори. Така да третманот ќе зависи од локалниот наат, односно од докажување дека самата бактерија постои на лице место, значи во желудникот, преку гастроскопија и извршување на соодветни тестови. За ова другото немам искуство. Така да. околу Но положението. да, добро е што сега е добра состојбата кај гледачот со желудникот, но да не заборава да си прави редовни прегледи. Така, тоа е разбира. многу важно нешто. Редовни прегледи и Откако евентуално веќе- контролна гастроскопија, затоа што понекогаш и покрај условно речено дека една од можните компликации или појави на малигната болест е отсуство на киселини, што е сосема супротно од претходно човекот имал укусна болест, така да треба да се контролира. Така да. Добар ден и за следниот гледач, уште едно јавување за денеска, повелете ве, слушаме и вас. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Се јавувам од Прилеп и имам прашање до доктор. Да, повелете. Ме интересира за пациент пред 3,5 месеци за во 16 година за оперирање од кил. Добро. Така, добро, продолжете. Го остав таму 5 дена, значи да биде под терапија. Значи само и требаше синдромот да имаше да има инекција за синдромот. Во понеделника требаше да се оперира. Во понеделникот пред операција ми падна како во кома. 4 дена до четвртокот, во четвртокот требаше да се го земе веќе починат. Сега едно прашање до докторот и до целата јавност да знае дека однесов пациент од кил, операција од кил, 76 годишен човек. Така, ќе може ли само побрзо да ни го кажете ова, извинете, во интерес на времето, за да можеме да ги... Човекот го зедов починат, а платив 4300 евра. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Компликации при самите оперативни зафати, така секогаш? Колку што разбрав, не е опериран, меѓутоа Так. не можам, ќе треба да видим документација за да видам што е како е. Не можам да кажам стварно. Што и како се случувало, така да. Ќе вклучиме Јелена од соседното студио. Да, Јелена, секогаш велиме животниот стил, здравите животни навики се нешто што сите треба да го практикуваме, ама кога правиме отстапки од тоа никогаш влијае и на нашето здравје. Прашањето твое до докторот, да. Да се надоврзаме на оно кое што го зборувате со докторот, иде да го поздравам и докторот од соседното студио. Имаме едно прашање кое што лично ме интересира, верувам дека нели ќе ги заинтересира и гледачите кога станува збор за животниот стил и за онаа исхрана на која што сме навикнати. Од која храна да се држиме подалеку доколку не си сакаме проблеми со желудникот, докторе? Па во принцип секо во околу храната, околу исхраната потребно е да се отстранат сите оние фактори во храната кои што може да предизвикаат условно речено укусна болест. Тоа значи внес на алкохол, зачинета храна, шеќери кои што се исто предизвикувачи. Потоа пушењето да се избегне како фактор. Тоа отприлика околу исхраната е тоа. Јадењето треба да биде подредено, значи во тек на денот да нема 3 класични оброка, него едноставно да биде 3 повеќе пати по помала количина, со цел да се овозможи да желудникот во цело време има нешто да со помош на храната се неутрализира таа вишак на киселина која што постои, која што е еден од факторите за појава на болеста. Така да ја жвакаме храната доволно долго, колку што е потребно, така да не голтаме веднаш, одеднаш, нели однаш што го конзумираме
како храна, стресот, стресниот начин на живот и тука си го зема својот начин на данок. живот, Така како сигурно. и секој здравствен проблем за кој велиме дека стресот е исто така причинител. Да. Се разбира, стресот е неизбежен дел на секојдневието, меѓутоа тоа е нешто што не се лекува со лекови, треба едноставно да се промени стилот на живот, доколку може и да се примени секојдневно. Да се обидеме колку можеме тоа да го контролираме. Кога станува збор за дијагнозата, поставувањето на дијагнозата и неопходните испитувања кои што треба да се направат и сите процедури кои се земаат во предвид за да се востанови дека станува збор за улкусната болест. Делумно и, го спомнавме тоа и преку прашањата. Значи, потребно е да се дијагностицира одредена состојба или болест, се прават одредени испитувања. Во денешно време, кога е достапна оваа фиберендоскопија, може да се направи, условно речено, испитување, визуелно испитување на желудникот, хранопровод желудникот и почетни дел на 12-стопалачното црево со помош на инструмент, ендоскоп или гастроскоп, каде што доколку се забележат одредени промени на било кој дел од дигестивниот тракт, може и да се земе биопсија значи, на дел од ткиво за испитување како за микробиолошко испитување, условно, така и за патохистолошко испитување доколку се сомневаме за одредена некоја друга малигна болест. Исто така кај најчестиот причинител, како што го споменуваме, Helicobacter pylori бактеријата може да се открие со помош на брз уреаза тест. Оно што рековме дека самата бактерија има склоност да создава уреаза која што разложува уреата во околина и создава нус продукти кои што индиректно ни го покажуваат нејзиното присуство. Во однос на откривањето на Helicobacter постојат повеќе тестови кои што некои се повеќе или помалку точи и ориентациони, тоа се присуство на антитела во крвта, која што се зима од примерок на крв и се одредува, меѓутоа не може да се смета за доволно прецизен, бидејќи доколку човекот бил во контакт, наредните на некој временски период, не може да и 6 месеци, и покрај земање терапија и отсуство на самата бактерија во слузницата може да биде позитивен, што е само по себе не е доволно за да се отпочне терапија. Постојат исто и по откривање антитела во изметот, како и имаме тестови со издишување. Се зема одреден препарат кој содржи уреа и маркиран јаглерод и од него количината на ослободен јаглероден диоксид кој што би издишил пациентот ќе се одреди дали е присутна оваа бактерија или не. Од останати испитувања што се прават во однос на укусната болест, тоа се испитувања, рентгенграфски испитувања, односно земање на контрасно средство со цел да се види доколку постои укусна болест, значи укусна ниша или дефект во полнењето или пак деформирање на зидот на дуоденова, значи индиректен начин. И тоа би биле само околу испитувањата. Значи гастроскопијата да се докаже, да. се докаже. Дали гастроскопијата никогаш ги одвраќа самите пациенти со самиот начин или на изведување на процедурата и на поставката да не направат, да се плашат или пак да го одложуваат одењето на лекар и правењето на гастроскопија? Да кажеме, неопходен тест, неопходно испитување кое што е да се утврди причината за одредена состојба или болест. Меѓутоа е нешто што мора да се направи, а што се мора, драги волја. Така да самото испитување трае доста кратко, се врши во локално условно речено некаква анестезија или краткотрајна анестезија каде што човек ставно ќе заспие краток временски период и може да се направи тоа испитување без никаков проблем. А е од голема дијагностичка важност, па некогаш и терапеутска важност има, доколку постојат различни проблеми околу укусна болест во смисла на крварењето. Така, како најдобар начин, нели, за да се постави точната дијагноза и да се види за што станува збор. Да. Терапијата, лекувањето, со што се почнува, откако веќе ќе се востанови за каков проблем? Лекувањето, доколку се докаже дека немаме присуство на сама условно најчестиот причинител, тогаш идеме на или пак се работи од укусна болест предизвикана со лекови, во тој случај потребно да се прекинат лековите доколку е можност овие нестероидните антиинфламаторни лекови или пак да се даде соодветна терапија заштита. Тоа значи 3 групи на лекови кои што
условно симптоматско лекување на болеста. Тоа се антациди кои што неутрализираат самата киселина во желудникот, наедноставно е на сода бикарбона или алуминиум хидроксид. Потоа имаме H2 блокери кои што се, да кажеме, постар датум леков, меѓутоа сепак се уште се користат, имаат добар ефект, кои што смалуваат продукцијата на сама желудечна киселина. И на крајот се инхибитори на протонска пумпа кои што имаат подолготраен ефект во однос на секрецијата на желудечна киселина, односно овие агресивни фактори во желудникот. Доколку се открие присуство на бактерија, односно причинител, во тој случај се оди со тројна терапија. Тоа се 2 антибиотика, кларитромицин и амоксицилин, или кај пациенти кои што се осетливи на пеницилински препарати или друг препарат, метронидазол, во комбинација со еден инхибитор на протонска пумпа. Антибиотици се даваат една недела, а потоа се продолжува до месец дена со инхибиторот на протонска пумпа. И во зависност од понатамошниот навод се третира симптоматски или пак се повторува терапијата во зависност од наводот, после извршена контрола. И на крајот, што е уствари и доменот, мојот домен, хирургијата е резервирана во денешно време. Во кои случаи и ситуации е неопходна хируршката интервенција? За компликации на самата укусна болест, кога настанува, рековме, перфорација, крварење или пак стеноза во овој дел на дигестивниот тракт. Во тој случај имаме хируршки третман. Хируршки третман ќе зависи од која од овие компликација е појавена. Перфорацијата се прави, значи, сутура, шиење на самиот отвор со ставање на животки во моментум, значи марамица со која што се врши буквално закрпа на самиот отвор перфорација. Потоа имаме во одреден случај кога имаме поголеми укуси каде што не е безбедно овој тип на решавање, во тогаш некој се работи и ресекција, односно кратење на делот желудникот поголем или помал. Во зависност од тоа имаме двотретински или субтотална ресекција проксимална, зависи каде е локализиран, со или без комбинација на ваготомија. Да кажеме да се отстрани и причината која што доведува до зголемена продукција на киселина во желудникот. И на крајот имаме кај крварењето се прави локална хемостаза, значи само крвниот сад кој што е причина за крварењето да се проши или пак повторно некој тип на ресекција во зависност од локалниот навод. И на крајот имаме застеноза, стеснување, каде што постои недоволно, односно непразнење на желудникот во 12-то палаца црево, тој случај е исклучиво ресекција. Оние кои што и долг период или подолги години го имаат проблемот со чирот и прскањето на чирот, така се случувало, веројатно ќе прсне еднаш па ќе се санира или па ќе се среди на еден начин, ама во одреден период од животот доаѓа до моментот кога хируршка интервенција мора и неопходна е да се направи? Поретко, во денешно време многу поретко. Овоќе порано така било повеќе? Порано повеќе, заради немањето на лекови, толку потентни колку што се овие денешните. Инаку самото, условно речено, прснат перфорација, чир на желудник, 12-то палача црево е апсолутна индикација за оперативно лекување, најчесто е од витално значење, затоа што излевањето на желудача и на доаданална содржина во абдоминалната шупина предизвикува хемиски, а потоа и бактериски перитонит, што е витално го загрозува човекот. Така да тука, кога се мисли на прснат, условно речено, народски, најчесто се мисли на некакво крварење, кое што се јавило во дигестивен тракт, тоа значи дека укусот стига до одреден слој од зидот на желудникот, оштетува крвен сад, тоа предизвикува, значи, повраќање на крв или имање на црна столица, црн измет, мелена, така наречена хематемеза. Во тој случај со гастроскопија, значи, може да се предизвика спречување на тоа крварење во смисла на да се постави клипса, да се изгори самото место или да се стави средство во околината кое што ќе предизвика хемостаза локална. Таа состојба може да се повтори и може да доведе до хируршко лекување, меѓутоа во денешно време овој начин на лекување, што го кажав, со ендоскопијата во 95% од случаите се намалува, мислам се прекинува. Има успех.
хирургијата е, пак ќе кажем, резервирана исклучиво за комплицираните случаи на ова заболување, што се во денешно време доста ретки. Така, да. И покрај примањето на соодветната терапија која што ќе се припише, мора да се сменат на животните навики, стилот на живот, исхраната, како што рековте, нели, и цигарите, алкохолот и ред други нешта, лутата, зачинета храна, колку му пречи на желудникот, без разлика дали имаме некаков проблем или не, треба ли дозирано, онолку колку што помалку е потребно да ја конзумира. Луѓето кои што имаат оваа состојба болест, во принцип знаат што треба, што не треба. Веќе тие се самите чувствуваат што им пречи така, после која храна или пак какви најчесто, да. навици. Значи јадењето почесто помалку, значи во тек на денот избегавање на премногу лута зачината храна, цигари, алкохол, рековме тоа што е нешто што е предуслов за, да кажеме, немање проблеми и немање компликации. Така, да. Да го споменеме и карциномот на желудник. Колкава е зачестеноста? Карциномот на желудник е... И што го предизвикува? Хеликобактер пилори споменавме, чирот на желудник, несоодветното или пак нетретирање на време, дали може да биде еден од факторите и причинителите? Причинителите било карциномот на желудник е доста чест во принцип во секојдневната проблематика и патологија и се јавува кај пациенти обично во постара возраст, над 50 на година, кажам, условно речено, каде што причината за настанок на карцинома непозната. Значи, меѓутоа се смета дека едно од факторите кои што може да доведе е долготрајна инфекција на Helicobacter pylori, која што предизвикува одредени промени во самиот покрај токсични промени, може да предизвика и појава на, кажеме, промена на епителот, метаплазија на епителот, кој што ќе доведе понатаму до појава на малигната болест. Еден од факторите. Другото е генетиката, значи повторно влегува склоп пушењето и неадекватната исхрана и факторите на околина, зрачење, внесување на неадекватна исхрана, значи тоа е нешто што може да доведе. Околу желудникот, значи неговата симптоматологија покрај болка, повремено крварење, значи еден од симптомите е и губиток на тежина, значи сите оние симптоми што ги опишуваме без некоја посебна причина, така? Без причина е и палпабилна туморска маса која што е во горен дел на стомакот, што е веќе знак за напреднат, условно речено, тумор. Исто така, диагнозата се поставува со помош на ендоскопија и земање на примерок за патохистологија, а третирањето, лекувањето е малку, мислам, поагресивно. Во смисла се оди на ресекција со отцрнување на лимфни жлезди од околината по некаков протокол кој што постои со цел да се види степен на развиеност на болеста и проширеност на истата во околината, за да би се понатаму одредил типот на терапија, хемотерапија која што ќе следува. Така, прогнозата на карциномот на желудник е како и кај некои други вакви заболувања, доколку рано и навреме се... Во зависност од стадиумот. Да, во зависност од секоја малигна болест се проценува преоперативно, значи врз основа на диагностичките методи кои што се пред да се било што хируршки третира, потребно е да се направи, значи, ендоскопија со потврда, визуализација преку компјутерска или томографија или магнетна резонанца да се види дали има околината проширеност на жлезди. Интраоперативно се прави протоколарно тоа што треба, значи органот заедно со туморот и жлезди во околината се отстрануваат. Врз основа на тој препарат се прави постоперативна патохистологија со цел да се види степенот на проширеност низ слоевите на зидот, жлезди и отдалечени метастази. И врз основа на сите овие заедно сите информации кои што ги добиваме се добива една, да кажеме, градација на самиот тумор, каде што постојат сега во зависност од локализацијата, значи обично колку е понизок стадиумот, толку болеста има подобра може да не излекува прогноза, подобра прогноза, затоа што самата болест се смета излечена од кога ќе поминат најчесто 5 години, во зависност од типот на туморот, тогаш се смета за излечена. До тогаш е можноста за појава на рецидив. Значи,
Колку е понизок стадиум, толку можност да се појава рецидив е помала и обратно. Колку е повисок стадиум, значи обратно пропорционално. Така. Пред самиот крај, оние кај кои што веќе е потврдено присуство на Helicobacter pylori, ја поминале терапијата, ги направиле соодветните неопходни прегледи, треба ли на нешто посебно да внимаваат, колку често да прават прегледи за, бидејќи нели, некогаш без симптоми се појавува, не знаеме дека е присутно, при некој случаен наод или пак при некоја потешкотија која што имаме, ќе направиме преглед и ќе се востанови. Секогаш кога постои некој да ви е проблеми, значи болка во горниот дел на желудникот предизвикана со храна или на гладно па се смирува, како што кажавме, било кои симптоми е потребно да се испита. Пред се клинички преглед да се види, значи со лекарот и да едноставно се индицира некакво понатамошно лекување, дали ќе биде ендоскопија или затоа што не секогаш е индицирана ендоскопијата, си има и оние своји проблеми. Доколку постои проблем, едноставно консултација со лекар, да се избегава лечење по интернет. Тоа можда најпаметно. Навремени прегледи, соодветни прегледи, па некогаш и кога го нема проблемот и кога не постои проблемот, добро е нели превентивно да се направи, да се провери состојбата. Доктор Јовчевски, ви благодарам што ни бевте денеска во отворената програма. Многу бројни се, голем дел од популацијата ги чувствуваат проблемите со желудникот, во зависност дали станува збор за едниот, другиот, третиот или многобројните проблеми кои што може да се појават, но она што и вие го дадовте како препорака, да внимаваме како се храниме, да го избегнуваме стресот и да правиме редовни прегледи. Редовни контроли, да. Тоа е, мислам дека е тоа најбитниот дел. Рестот е нешто што може да се избегнат одредени лекови или да се третира, меѓутоа редовен преглед и лекување доколку има потреба. Така, да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.